Имиджот на Мекларен се базира врз спортот. Иако оваа компанија високо котира во светот на Формула 1 и ГТ надпреварите, инженерите наоѓаат време за развој на супер автомобили за секојдневна употреба. Таков е случајот со новиот MP12C GT3, кој сезонова ќе се надпреварува во неколку 24-часовни трки. Во основа надпреварувачкиот GT3 претрпе помали измени во однос на друмскиот MP12C. Што се однесува на перформансите и однесувањето на асфалтот, овој модел се вбројува меѓу најдобрите 5 автомобили во светот, па затоа направени се дотерувања за да се задоволат нормите пропишани за ГТ шампионатот. За разлика од патниот модел, кој располага со 3,8 литрен V8 битурбо мотор со 600 конски сили, кај тркачкиот силата на моторот е смалена на 500 коњи. Силата се пренесува преку 6-степена секвенционална трансмисија изработена од Рикардо. На патеката Сиркуито ди Навара направени се првите тестирања на новиот надпреварувачки адут на Мекларен. Комбинацијата на долги брзи и кратки спори свиоци е идеална да се направат финалните дотерувања на автомобилот. Годинешната сезона тимот на Мекларен ќе ја искористи за тестирање на издржливоста и пеглање на параметрите, а в година ќе се надпреварува целата сезона. Мекларен планира да произведе 20 на вакви автомобили наменети за приватните тимови. Она што го гарантира компанијата е дека во тие возила ќе биде вградена најмодерната технологија што се употребува во Формула 1. Во календарот на летните збиднувања заокружени се 4 24-часовни трки кои ќе се одржат на патеката каде се тестираше 12C GT3. Следат истите надпревари на Маникури Силверстон. Сепак, прво искушение ќе се случи на кралицата на трките на издржливост, на 24 часа Леман. Веќе пензионираниот модел Мекларен GTR1 победи на оваа трка во 1995-та. Засега изјавите на челниците на тимот се воздржани. Тие не мислат дека ќе го повторат успехот годинава, но ќе настапат под бројот 59, оној ист со кого триумфираа пред 16 години. Можеби 59-ката ќе му донесе среќа на Мекларен.